Почитувани гледачи на Отворена телевизија, добре дојдовте во уште едно интервју. Овој пат со нас е Дејан Продановски, веќе пратеник во Македонското собрание. Добре ни дојде. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Втор пат со вас се дружиме. Мислам дека првата соработка заврши добро и дека имавме добар публицитет, односно добра гледаност. Се надевам дека ќе ја повториме и ова Да се надеваме дека ќе ја надминиме Да, гледаноста. се разбира. Најпрво од име на редакцијата на ОТВ сакам да ви го честитам мандатот за пратеник, веќе верификуван, веќе и огнено крштевање, прво гласање, изгласани председател на собрание, значи имаме функционално собрание во Македонија и сакаме да ви посакаме успешна работа и по 4 години да бидеме сите среќни како што вие бевте на крајот на изборниот ден. Така, добро. Благодарам за честитката. Улогата е поприлично сериозна, да се представува гласот на народот и регионот од каде што доаѓате, за мене представува и чест, меѓутоа и огромна обврска. Се надевам дека отчетно и честно, како што и најавивме и онака како што на некој начин побаравме доверба и ја добивме од нашите поддржувачи, од граѓаните на Република Македонија, од прилепчаните најмногу, дека ќе го оправдаме она за што добивме мандат и по 4 години, завршувајќи го мандатот со отчет, сигурен сум дека она што го ветувавме во текот на предизборието, во најголем дел ќе биде остварено по завршување. Така, јас сакам да го почнеме интервјуто малку од каде отидовте на функцијата пратеник. Вие бевте 3 години предходно председател на Советот на општина Прилеп и би сакал како веќе искусен политичар на општинско ниво, прв меѓу еднаквите во општина Прилеп, да испратите една порака до бившите колеги или оние кои што остануваат во општината, зашто треба најмногу да се грижат, како да го подобруваат работењето, пред се транспарентноста на општината, која што е и наш мотив за нашето постоење на Отворена телевизија и нашите проекти се насочени кон транспарентноста и до доближувањето на граѓаните кон општината, да си ја почувствуваат како своја и како човек кој што бил на тоа место, на каде да се усмерат и како да ја водат општината. Добро, сметам дека треба прво за оние кои што не знаат да кажам дека јас сум советник во Советот на општина Прилеп втор мандат. Првиот мандат во опозиција од 2017 до 2021 година и од 2021 година од октомври сум председавач, избран за председавач на Советот, како што рековте вие, прв меѓу еднаквите, 43 седмици назад. Очекувам дека континуитетот ќе биде продолжен, дека оние новини кои што ги воведовме дадоја, придонес во насока на вие што го кажавте, дека отчетноста е зголемена од 29 декември од седницата за носење на буџетот за 2022 година. Сите седници се пренесуваат во живо и ги има на YouTube каналите како снимени седници. Може секој граѓанин во било кое време од некој свој уред да пристапи, да гледа она што е од негов интерес, така ќе продолжи и во иднина, затоа што одлуката е перманентна, односно трајно, не зависи од председателот или председавачот кој би бил на Советот, така со одлуките. Се надевам дека нема во иднина некој да се најде кој што би ја променил оваа одлука, затоа што и стои во деловникот дека и на крајот на денот и да не биде вака, што сум убеден дека нема да се случи тоа. Седниците се отворени и јавни, секој граѓанин може да пристапи со претходно побарана согласност од председавачот на Советот, односно од председателот на Советот, да присуствува на седниците на Советот. Очекувам дека и со промената на советничкиот состав, сега од редовите на ВМРО, ДПМН и коалицијата, двајца од советниците, вклучително и јас, како еден, влеговме во редовите на собранието на Република. Да, тоа е интересна процедура сега. Вие и како председавач на Совет да го напуштате Советот. Која е процедурата сега што се случува? Ние имаме некои обврски во општина Прилеп што треба да си ги завршиме, тоест општинарите. Како е таа процедура? Да, тоа е работа на општинската изборна комисија. Сега се утврдува
Поднесовме барање за да ни ја утврдат оставката од Советот, затоа што со именувањето на друга јавна функција престанува вршењето на функцијата на онаа која што сте биле претходно избран. Со добивањето на пратеничкиот мандат ние веќе ни заврши работата во Советот и формално правно со поднесувањето на оставка Општинската изборна комисија ќе констатира и следните кои што се на советничката листа од 2021 година добиваат шанса да бидат именувани, односно нивните мандати да бидат верификувани во составот на Советот на Општина Прилеп. Од редот на советниците од кои што се намалува бројот, односно излегле некои советници, се дополнува од истата листа, значи се во овој случај двајца нови советници од листата на ВМРО ДПМН и коалицијата од изборите 2021 година ќе ги на некој начин дополнат местата кои што сега се празнат со И во излегување. случајов следува избор на нов председавач на Точно Совет. така, Комисијата за избор и именување ќе закаже седница, ќе се дадат предлози и ќе се стави на дневен ред точка за избор на нов председател на Советот на Општина Прилеп. Седницата се до изборот на новиот председател на Советот на Општина Прилеп ќе ја води најстариот советник. Најстар советник во овој состав е господин Кире Николовски, кој што е професор во Прилепската гимназија и така почна и мандатот во 2021 година во октомври. Тој ја отвори седницата и ја водеше се до избор на нов председател, така ќе биде и овој пат. Се отвора седницата од најстариот советник, ги верификува мандатите, верификува престанок на мандати на двајца советници, верификува почеток на мандати на нови двајца советници и става точка на дневен ред избор на нов председател на Советот на Општина Прилеп. Пак, како што рековте и од самиот старт, дека еден прв меѓу еднаквите, од редот на советниците се дава предлог и се става на гласање и се бира нов председател на Советот. Сега ги ја спомнавме придобивката на пренесување на седниците во живо на YouTube каналот на Општина Прилеп, кој што може да се гледа од секој смарт уред или паметен уред. Една од работите кои што се уште заостанува во транспарентноста е тоа уредувањето на веб страната на општината. Се уште не се апдейтира редовно, нема доволно информации. Само сакам како човек кој што некаде на 3/4 од мандатот заминува, да го испратите еден апел да обрнат внимание кон тоа. Добро, ви благодарам за сугестијата. Мислам дека службите прават напори, меѓутоа сега заради популарност повеќе се оди на социјалните медиуми, меѓутоа социјалните медиуми не се траен медиум на кој што треба да се објавуваат вести. Еве, лично ја прифаќам забелешката која што имате и си земам за обврска да пренесам до службите почесто да биде ажурирана веб страната на Општина Прилеп и да ги имаме информациите и во континуитет, затоа што тој е еден резервоар на информации кој што би останал И останува како архива така. за општината. Ете, Тоа е на некој многу начин важна работа. дигитална архива на настаните кои што се случувале во периодот Затоа што сепак живееме во дигитално време. Точно, Како се што согласувам. спомнавме во неформалниот разговор, нема граѓан кој што ќе отиде во библиотека да бара што се разговарало на седница пред 15 години. Токму така, сите сме научени во овој период да имаме брз пристап до сите информации, така е и денес, така ќе биде во иднина, се надевам уште на побрз трансфер на информациите. Меѓутоа има и работи кои што треба дополнително да се надоградуваат, дополнително да се вложува енергија и труд за да бидеме што е можно подостапни до граѓаните, затоа што и опцијата од која што доаѓам и на тоа цела кампања ја подпревме дека ќе работиме на транспарентност и отчетност, а еден дел од транспарентноста токму тоа информирањето на јавност, односно информирањето на секој еден граѓанин што е она што се случува, што е она што се планира да се прави и што е она што се направило во рамките на тој 4-годишен мандат за кој што било кој да е политичар добил доверба од граѓаните да извршува јавна функција на која што Тука ќе го претендира. заокружам разговоров на тема Дејан Продановски, веќе бившиот советник и председател на Совет, сега да се префрлиме малку на Дејан Продановски пресен пратеник и затоа нема многу да зборуваме, нема што да се зборува што било, али за да отвориме сериозни проблеми кои што ги мачат пред се прилепчани. Чувството на прилепчани е во овие, ајде сега да не зборувам 30, ама јас од кога следам во овие 20 години, дека некако секогаш се заборавени од нивните представници во
собранието на Македонија и се чувствуваме некако како најмалку од цела држава се вложува баш тука. Сега се случи баш пред 10 дена пред да снимаме, се отвори еден сериозен проблем и тоа е законот за, и тука излезе законот за минерални суровини, покрај новиот рудник кој што го отворија Бехтел и Енка, после се отвараат и други теми и сваќаме дека Прилеп е со најмногу концесии за рудници во цела држава. Имаме 32 концесии. Прилеп е град кој што извезува руда во вредност од 70 милиони евра годишно, а од нив добива помалку од 1%. Вие како представник на прилепчани во Собранието на Македонија, како гледате да го актуализирате овој проблем? Затоа вас ве прашуваме, дали сакате да вашиот град да биде од исто време загаден, затоа што е неминовно кога имате толку рудници, и исто време од тоа загадување да не добиват скоро никакви пари. Се согласувам со вашата констатација дека имаме сериозни проблеми кои што го тангираат особено нашиот град, затоа што Прилеп важи за, на некој начин рударски град, затоа што имаме, кажавте вие добро, голем број на концесии и ископи на минерални суровини. Најпознатиот белиот мермер го има во нашето поднебје, е сериозен ресурс за градба, е сериозен ресурс за украсување на градби и така натаму и така натаму. Меѓутоа и добро спомнавте, па дека за сметка на тоа градот некој нема особен бенефит, иако при склучување на договорот за концесија 78% од концесиските надоместоци доаѓаат во рамки на општина Прилеп, меѓутоа тоа се случува на подолг период и тие средства се минимални за она што значи експлоатација на околината, односно експлоатација на природата која што ни ја дала најве Господ во нашата општина, и сметам дека тука треба да се работи. Ние интервениравме и дури пред седнувањето, условно кажано, на оваа функција во програмата за која што застанавме и ние како кандидати за пратеници, сега и веќе кандидати за пратеници, тројца од редовите на ВМРО ДПМН и четврт еден од коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз. Значи четворица пратеници се стапени во собранието и сметам дека и онаа констатација која што имавте дека некако е заборавен Прилеп, ќе ја подобриме со ваква бројност во собранието и после подолго време. А ние како прилепчани ве молиме барем околу Прилеп без разлика на партиска припадност, обединете се пред во собранието за на крајот на краиштата. Кога направиш нешто за сопствената средина, нема поголемо задоволство. Токму така, се согласувам и на самиот старт ви кажав дека ние сме избрани да бидеме гласот на граѓаните и треба редовно да се ажурираат информациите кои што пристигнуваат од граѓаните, тоа и планираме да го правиме во овој 4-годишен период кој што ни е даден. И да се вратам на темата, уште во предизборието, тоа ни стоеше во предизборната програма, стои дека ќе има реорганизација и нема да биде единствено Министерството за економија кое што ќе се грижи за ова прашање, туку во фаза е и беше во програмата да се формира Министерство за рударство, кое што директно ќе ги тангира овие прашања. Тоа е и смена чекор до остварување на ова предизборно ветување, затоа што ќе следите понатаму, ќе има развој на нештата, ќе треба да се реорганизираат државните служби, ќе треба да се измени законот, но затоа потоа, меѓутоа во најава да ги информираме граѓаните дека ќе пристапиме сериозно кон решавање на овие проблеми, затоа што самата експлоатација на минералните суровини треба да значи и сериозен бенефит за локацијата, односно местото од каде што се искупуваат. Така сме ние најзасегнати на некој начин, имаме проблеми, патната инфраструктура не е уништена, ветивме уште едно решавање на уште едно горливо прашање, тоа е изградба на обиколница, да се тргне товарниот сообраќај, односно сообраќајот кој што се генерира по однос на искупување и пренесување на минералните суровини, да излезе од рамките на градот, со тоа да го намалиме директното загадување на товарните возила кои што се движат низ улиците во градот, да го намалиме оштетувањето на патната инфраструктура која што имаме, тоа ќе значи зашто да се намалува и загадувањето истовремено. Значи, повеќе прашања, сме исправени и сме во текст со она што се случува на клучката, на вклучувањето на локалниот пат со магистралниот пат
кај за селото Оревоец, ги следиме настаните, дел од локалната самоуправа, градоначалникот неколку наврати се појавува таму, ние сме со план, чекавме да биде верифицирано, да не биде сватено како политичка кампања, да не ги Така сепак верифицираат. бевте во предизборна кампања. Да не ги верифицираат мандатите, ќе се појавиме кај тие луѓе, ќе ги слушнеме што има да кажат, кои сметат дека се проблемите, меѓутоа треба да бидат свесни сите граѓани дека овие се проблеми кои што се генерираат по потпишувањето на договорот за изградба на двата автопати со компанијата која што треба да ги изведува и треба да се видат сега при формирањето на новата влада, верувам дека ќе биде предмет на разгледување и овој договор. Добро, тука се отвара и проблемот со новиот договор со новиот рудник кој што го отворија заради вадење на тампон, али покрај тоа излегува сите други кои што се децении назад експлоатација на рудните богатства и сето наеднаш дојде однака како информација и затоа и мислам дека вие практично да го решите буквално сето. Токму така и мислам дека треба да се интервенира и по законот за експлоатација на минерални суровини и да се доуредат оние работи кои што останаа и кои што генерираат и проблеми во овој период и сметам дека по формирањето, како што спомнав, на новата влада и по формирањето нова министерство дека ќе се преземат мерки и активности кои што ќе значат намалување на проблемите, односно на некои проблеми конечно решавање со изменување и на легислативата, меѓутоа и со поразличен тек на нештата. Се надевам дека ова ќе има и покрај бенефитот кој што значи загадување звучно и аеробно на животната среда, ќе значи и дополнителен финансиски бенефит за општина Прилеп, а тоа значи тие средства би се искористиле за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните на општина Прилеп. Сега сакам да отвориме една нова тема, а тоа е нешто кое што секогаш лебди некаде во воздухот како еден тежок воздух, кога локалната самоуправа ја управува една партија, централната друга, без разлика како кој каде бил, кога е различна, секогаш има некој тежок воздух и оправдување за несоработка, за одземање на надлежности, за изведување на проекти кои што се под надлежност на општината, сепак одредено министерство одзема надлежности. Сега веќе во Прилеп тој проблем нема да го имаме. Ќе биде централната и локалната власт под ВМРО на ДПМН, тоа значи веќе дека такви оправдувања нема да има. Но мене ми е многу поважно затоа што за година и пол имаме локални избори тука. Никој не може да знае какви ќе бидат резултатите за година и пол. Мене ми е да вие како Дејан Продановски сакам, затоа што ве сметам за некој дел од новата генерација на политичари, релативно млад човек, кој што влегува веќе на републичко ниво да се занимава со политика, едноставно да работите на тоа да не биде проблем кога станува збор функционирањето на една општина, затоа што има локална самоуправа различна од централната власт. Добро прашање и сметам дека и на ова прашање веќе имаме понудено одговори по однос на она што значеше предизборна програма, а сега ќе значи реализација. Би почнал од тоа какво искуство имам со Советот и со функционирањето на општина Прилеп во кохабитација, односно во практикување на власта на една политичка опција на локално ниво и друга политичка опција на централно ниво. Имаше поприлично проблеми затоа што сите предмети кои што доаѓаа, сите барања кои што тргнуваа од Прилеп завршуваа неславно или завршуваа со некои смешни одговори од министерствата. Јас сум убеден дека во овој период кој што предстои ќе работиме прво на тоа да секој еден граѓанин да има подеднаков третман онака како што е загарантиран суставот на Република Македонија, а тоа значи дека без разлика кој ја управува локалната самоуправа треба подеднакво да важат правилата и за оние кои што се про владата на Република Македонија и за оние кои што политички се на другата страна, односно затоа што на крајот на краиштата кога еден човек ќе стапи на функција, тој е функционер на Македонија, не е ниту на ВМРО ДПМН, не е ниту на СДСМ, на ДУИ и така натаму.
Политичката проминенција е едно, но друго се односите кои што треба да се градат и условите кои што треба да се овозможат на секој еден граѓанин, а тие треба да бидат одеднакво исти за секој. Реално се Тоа го надевам, спомнам. вие Да. помладите политичари, полека партократијата која што реално влади во овие 30 години, да почнувате да именувате со демократија. Ајде уште ова, да не бидам предосаден и предолго да зборувам. Главното носечкото ветување на нашата политичка опција за доаѓање на власт, односно до освојување на парламентарното мнозинство беше дека секоја една локална самоуправа во иднина, без разлика на која политичка проминенција припаѓа и ја раководи, ќе си добива подеднакво средство од централниот буџет за решавање на локалните проблеми. Значи, пари од централниот буџет ќе се слеваат во буџетите на локалните самоуправи, оправдани се разбира со проекти кои што ќе би значеле подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. И планот на оваа гарнитура на политичари кои што сака да управува, односно кои што сака да ја води Република Македонија и ја дадена шанса е да во период од 4 години, од еден 4-годишен мандат да ги заокружи најголемиот дел од комуналните проблеми со кои што се соочуваат сите граѓани на територијата на Република Македонија, а тоа е направено и во конкретни бројки, што значи 135 евра по глава на жител за секоја една општина во Република Македонија, 81 на број. Подеднакво да добиваат средства за секој по бројност на жителите, толку средства да се сливаат во локалниот буџет. На локално ниво тоа би значело повеќе од 8 милиони евра од централниот кон локалниот буџет. Ако направиме споредба дека овде годишно и во овие 3 години донесоме буџет кој што се движи во рамката под 350 милиони денари, тоа би значило буџет и пол од централниот буџет да се слее во основниот буџет на локалната самоуправа, и тоа значи сериозна сума на средства кои што ќе се искористат за решавање на комуналните и на сите проблеми кои што се од надлежност на локалната самоуправа, а значат подобрување на квалитетот на живот на граѓаните на општина Прилеп и на сите општини. Со тоа покажуваме дека треба конечно да заврши партократијата, вие како што рековте, па сега овие се од едната политичка опција заслужуваат, а овие се од спротивната и не заслужуваат, и на крајот на денот сите граѓани се граѓани, без разлика кој за кого дал поддршка, секој треба согласно уставот да ги ужива сите права кои што му се дадени по највисокиот акт кој што го има во оваа држава, и тоа конечно треба да се направи пракса, а не да биде определено од зависи која политичка гарнитура управува, па некој правила ги почитува, некој не ги прочитува. Јас сум убеден дека Затоа што нашата генерација која што растеше во 90-ти, во новиот милениум станавме возрастни, расти во партократија, се уште живееме во партократија и веќе имаме деца кои што се тинејџери, некои возрастни, и не сакаат да живеат во оваа држава. А најголемата причина според мене не е веќе ни економска состојба, не е веќе ни, не знам, лоши услови за живот, најмногу е таа партократија и која што носи до апсолутно до веќе несогледливи последици. Мораме подхитно да действуваме ако сакаме на крајот на криштата барем дел од децата да ни останат тука. И за крај ќе завршам пак со со горчлива тема. Кога си од Прилеп не може да е лесно. Рековме дека имаме сериозни проблеми со рудниците, тоа се објасни. Сега за мене една од најгорчливите теми, особено за прилепчани, па и тоа мислам дека се водечки прилепчани, струмичани по темава која што сакам да отворам, а тоа се за пратениците од овие општини. А тоа е една рак рана и нешто кое што се проверува низ медиумите веќе 15 на години од кога почна да се објавуваат тие информации, дека овие два града, тоест пратениците од овие два града се редовно рекордери во земање на патни трошоци. Каков е твојот однос кон тоа како нов пратеник? Добро, видете, до некаде констатацијата е во ред, но треба да се има во предвид и треба граѓаните ова да го знаат дека патувањето на дневна основа генерира и трошоци. Нема обезбеден превоз од собранието на Република Македонија и ние сме поприлично вака најоддалечените општини, вклучително
Струга и Ресен кои што убедливо се најдалеку до престолнината, односно до Скопје, каде што се наоѓа седиштето на парламентот, се генерираат трошоци, точно е тоа, но повеќе е направено од популистички, како да речам, побуди да се фаворизира тоа. Верувајте, патувањето е и вие како граѓани да тргнете и да патувате до Скопје, отприлика се тие трошоците кои што се генерираат, но плюс се става трошокот за амортизација на возилата, за кои што ако лично го користиме, не ние од самиот джеп не можеме да си доплаќаме за амортизација на нашето собствено возило, меѓутоа затоа што сме на некој начин на работно место во собранието, се додава и таа компонента. Во секоја една државна служба се вклучува, ако се користи приватно возило за службени цели, тогаш се додава и таа компонента и затоа сумите изгледа дека се многу високи, инаку нема заработка, тоа сум убеден. Рано е да се каже, немам искористено се уште таква привилегија. Затоа те прашувам треба да ги за информираме односот, граѓаните, точно. затоа што последните податоци на пратениците од Прилеп и од Струмица беа 4 или 5 души колку беа од Прилеп и Струмица, на првите 5 места беа повеќе од 12.000 евра годишно. Тоа е 1.000 евра месечно патни трошоци. Ако ги ставите сите овие компоненти, ќе видите дека тука нема простор дека некој правил манипулација. Така, според вас уредени се толку условите. Затоа не Видете. не спомнувам партија, реков сите Вака пратеници од тие места. Искрено не сакав и ова да го спомнам, по вокација сум дипломиран сообраќајен инженер. Добро. Значи ова малце ми е дел од професијата, супер. професионалното, да речем, милје. Така. И сметам дека ако се најде некој друг начин за транспорт на пратениците, не можеме да се подпреме на јавниот транспорт, како што тоа ние сите сакаме да бидеме Шведска, но во Шведска имате на секој 4 минути но воз кој што патува кон од местото на живење до дестинацијата до која што сакате да патувате или сите било која друга европска земја. Ако се створат такви услови да се обезбеди јавен превоз, јас би бил првиот кој што би го користел јавниот превоз. Мислите дека не се доволно автобуските линии од Прилеп до Скопје да се патува, имаме Од ова 6 и половина. Јас патувам редовно со автобуси, мислам дека од 6 наутро до кај 10 има секој пола час. Добро, за одењето на таму да, во ред може За враќање нема. Да, тоа генерира други трошоци. Има уште една опција, од она што ни е соопштено, немам формално уште добиено од Собранието на Република Македонија, меѓутоа постои опција и пратеникот да живее во Скопје и од прилика трошоците би биле исти. Така. Меѓутоа, сега заради популизам и заради на некој начин девалвирање на функцијата пратеник, се оди на таа варијанта. Има земји во кои што пратеникот со службено возило го земаат од местото на живење, односно до работа. И тоа е за мене дегутантно и претерано. Користењето на собствено возило да генерира трошоци, затоа што возило па не можете да купите секоја нова година заради тоа што ќе го експлоатирате, ама ако 4 дена во неделата патувате 130 км во еден правец, 260 км, тоа се генерира многу и животниот век на возилото ми се скратил сериозно. Значи, една четвртина од нормален век на траење на едно моторно возило би се експлоатирала за една година, да речем, колку што е периодот на живот, и секој апарат нели има период на живот, меѓутоа темата е широка и сметам дека и во овој мандат на новој состав на Собранието на Република Македонија ќе се оди да се најде да се изнајде, односно да се намалат тие режиски трошоци кои што ги има, а навистина во оваа фаза со моето скромно искуство, затоа што една седмица одржавме до сега, не можам многу да го коментирам прашањето, може би поискусните пратеници повеќе навлегле во оваа тема, меѓутоа еве реков како ми е дел од професијата која што имам по вокација и сметам дека од прилика тие се режиските трошоци кои што се објективни и не се ниту пренабилдани и од друга страна буџетот на Република Македонија се штити со одредени закони, таков е законот кој што е донесен, меѓутоа ние сме таму па да интервенираме врз законите и сметам дека иако некогаш важеше тоа и се направија неколку приказни, тоа беше во минатото, се доуредија работите и мислам дека не постои можност од она што до сега бидам како информација да се злоупотребува овој институт, односно народните пари да се слеват во џебови за директно злоупотреба на пратениците на средствата кои што се за патување. Јас сум убеден дека не постои многу простор, меѓутоа дека режиските трошоци кога се сумирани изгледа дека се високи, се согласувам и јас сум граѓанин како и вас и
бројките кои што се гледаат се фантастични, меѓутоа ако се расподели тоа на 200 еве условно работни денови на толку километри, ќе видите дека отприлика тие се реални суми, меѓутоа јавноста Има право да Има прашува, право има да право прашува, да има знае право и да секогаш знае и- особено во држава која што Токму. реално да животниот стандард е многу низок, каде што правиме убаве за некои минимални плати од 350 евра е нормално, а огромен процент ја земаат таа минимална плата, нормално е да ги поставуваат овие прашања. И им ги должите тие одговори како политичари. И сметам дека бев поприлично елоквентен и се потрудив, добија само од она што моето скромно искуство како Затоа јас пратеник во една седница и она што ми е професионална вокација, сметам дека граѓаните сами ќе оценат дали е тоа во ред или не е во ред, со тоа што оставам простор, се разбира, како што и ви реков, да се намалат режиските трошоци кои што ги генерираме, затоа што од тие средства би се искористиле за друга намена и би се искористиле за крај на подобар разговоров ќе се вратам на неговиот почеток. Се надевам дека ова гарнитура на прилепски пратеници конечно ќе направи Прилеп да не се чувствува заборавен. Уште еднаш ќе ви посакам успешен мандат 4 години, успешна работа и на крај од тој мандат сите, барем огромен дел од граѓаните да бидат среќни, исто вие како што бевте среќни на крајот на изборниот ден. Добро, ви благодарам за поканата и би го додал само уште ова, нема да одзема многу време. Основната цел зошто јас влегов во ова е токму тоа. Јас се сметам за локал патриот и сметам дека Прилеп заслужува место онакво како што го имаше во 40-тите години на минатиот век, кога се формираше оваа современа македонска држава. Дадовме поприлично жртви во Втората светска војна, дадовме поприлично жртви во Илинденскиот предилинденскиот период. Даваме и сме расадник на бистри умови, на луѓе кои што си ја познаваат професијата во која што работат, се врвни експерти и стручњаци во она што го учели и што го работат и сметам дека конечно треба Прилеп да се врати на нивото кое што го имало некогаш во минатото. По бројката на пратеници сметам дека се враќаме во некој континуитет, ако на почетокот на 90-тите години минатиот век сме имале 7 пратеници од Прилеп, кои што сега дојдовме до бројка 4, се надевам на тренд кој што би значил раст на бројот на пратеници, тоа значи поголема група и поголема сила во собранието на Република Поголемо Македонија, прилепско лоби. поголемо прилепско лоби и се надевам на функционери во извршната власт кои што би потекнувале од Прилеп и кои што за сметка на нивното потекло од Прилеп или на нивното жителство во Прилеп би воделе повеќе грижа за родениот град и би направиле Прилеп да изгледа место онака како што заслужува да биде, градот херој да биде на вистина еден од првите градови кој што е и по уредување и по важност во Република Македонија. Затоа сум убеден и мојата мисија е таа. Колку ќе успееме ќе видиме на крајот на 4-годишниот мандат, но јас сум убеден и еве на некој начин можам, иако е непопуларно, да ветам дека ќе направиме се да дојдеме до оваа цел во која што сме се зацртале. Верувам се согласуваат и моите колеги пратеници затоа што сме на иста линија, на иста бранова должина дека ќе направиме максимум Прилеп да го вратиме на позициите кои што некогаш си ги има. Се е снимено. Ви благодарам. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, се гледам за следно интервју следната недела.